Значи, нараво учени, не е битно дали ти тој што го збораше вистина или не е, дали си во право или не си. Исто така не е битно ни дали се вози по прописи или не се вози по прописи. Ништо то не е битно, ни прописи, ни правила, ништо. Битно е ти збораш, бева. Деве, кој си ти да збораш? Шо лафе воа? Ти бе нормален ли си? Камион возил ли си? Терал ли си 40 тона? Што разбиш ти за камиони? Ама ние имам... Ај не лафи там. Да не се тие камиони. Лепче немате за јадење. О, ти бе лево в кабина, не го печите. То капта што ја носи? Немој капчињата жити мене. Немаше да ја носи. Нито то блуст. Добро, мајците како било, не е проблем. По рамбовки ке шетам. Ти нормален ли си? Што знаеш ти за камиони? Абе ти викам имам работа. Ништо не знаеш. Ја ќе ти кажам. Во ништо не ти. Бил ли си у странство? А нема многу. Скоро цела Европа, освен таму северните дела. Ние бре света го прошетам. Што со кола, што со моторче, пешки негде меѓу земјите имам. Од дома не си излезел. Да ти кажу. Добро, извини. Дека бе сламката да. Ти ќе ми кажуш. Васо! Дека си бе Васо! Ту пед нами сламка. Ја се не ми падналозе на сламка. Ти ги дај та, како лафиш таа шпицата. Пуштај шпицата, па ја да ти кажу. Тоа те пуштај шпица. Ајде. Уствари професијата камионџија стварно е една од најтешките професии. Или кој што сака овие навредените што се најдоа камионџите да кажат кој не бил в камион не знае. И тоа е така, ама како што тоа е факт, исто така се факти збороите на луѓе што работат професијата 100 години веќе. И што пишеа коментари дека му се има згадено професијата и кој стигна седна зад вола. Знаеш како, ако ништо друго, мило ми е што се покрена некаков диалог на темата. Може ништо нема смени муабето, ама барем се почна се прави муабет на таа тема, пошто дефинитивно има многу работи што треба се смени. Зато збораме тука на кој те праша. А некој што ми рекол некој таму да ме запуста гледаност се раскара со пола Македонија. Прво основно не сте пола Македонија. Не сте ни сите возачи во тие раскараните, туку тие што се најдоа со мугата на капата. Кој свати свати. Арно, ама не тие кој што пише еден браќа биле. Демек тој не е во тие лошите возачи, ама пошто браќа се сите се заедно и тука одма се напаѓа. И не се напаѓа со аргументи, се напаѓа со вреѓање. Пошто тоа го ќе немаш што да кажеш нормално, или те тера на вреѓање, или те тера на насилство. Тие се примитивни нагони. Ако ништо друго ќе имате шо муавет да си правите меѓу себе некое време. Дека бе ваа работа. У нашето време немаше вакви со опроштени на масата торковци. Сега бе ние. Друго време имаше култура. Респектираме се меѓу собе. А не вај место да земе та гитарата да каже два збора на македонски, патриотски. Пример, шоферска е туга преголема. Патриотизам. Не вај се налче лаф. Ша че лаф. Уште за лафење си. Не, пошто ти ако си пејач или ако си свирач, треба да бидиш само пејач, не смеш друго да бидиш. Како ти сега нешто друго тука пробваш видеа снимаш или кажеш што било то снимаш видеа негде, спотој снимаш, реклами снимаш, што било то уредник на телевизија нешто. Кој си ти да работиш поке работи во животот? Едно се знае, ако дрнкаш на гитарата, бате, готово. Реже будал онај на гитарата, Васко Жаба, тоа се знае кој е на гитарата. Знаеш ти шо е камионџија? Не е битно, ти можеш знаеш. Му кажваш дека знаеш дека имаш работено име, не е битно, бате. Ништо не знаеш ти, тој ќе ти каже. Во капитал се е одработен. Па сила е потребна. Ти знаеш што значи камион? Не е во играч 30 тона, 500 тона, при колици две кочници нема. Ја претоварен лазам по пато, качен видиш ќе речи што збруниш. Во е невозможно. Таа е камионџија, а не ти таму што лафиш. И дека да одам со таа тежина? Патиште има ли? Нема. Ти не само што ги ти кажи. Ту ги си додај тежина, ти си направи сценарио, па ова не чини, она не чини. Не е битно тој дали по пропис вози, битно другото не чини. Пошто како некој во Македонија да е крив за нешто, то нема шанса. Се е другото е криво. Ние за ништо не сме криви. И после ќе сме влевали у Европа. Вие тачни ли сте? Ти бил ли си у Европа? Ти можеш си бил низ Европа, може цела имаш скоро извозен. Море со се кола по траекти, по чуда кај немаш оден. Е витновате, не знаеш ти. Знаеш ти колку камиони има таму? Таму има патишта. Во дупката тука Балканот што е заглотен. Иначе кога ќе тргнем од тука, Србија е лесно 20 евра минеш. Од таа страна уште 10. Јарно, ма кога ќе стигнеш кај маđарите, ќе со капеш 3 дена ќе со капеш. Ти знаеш што значи 3 дена у кабинта? Ја кочници немам, не па клима. Е бога ми да заглавиш на граница со деној, тоа е дефинитивно тешко. Значи рековме воопшто не е лесна професија. А ние правевме муавет за култура во возењето, не правевме муавет за колку е тешка професијата. Тешка си е таа. Ова нема врска, продолжи понатаму, продолжи. А сега ќе биде, да поминам. И кога ќе поминеш маđарите тука, вате терај. Никој не те пита дека оде. Камиони милиарда минеш. Били сме у Европа. Дека не сме били. Швајцарија, Германија, Низоземска, Шведска, Мецка, автопат и цепај. Ако не веруваш, нема пат кај што не сме били. И тоа е најбитниот и најголемиот аргумент. Ние имаме Европа свртено вате. Уздолж и попреку. Кај немаме одено со камиони. У градовите не влеваме. Индустријска зона, оставиш камионот, че
го накрцат, палиш камионот, бате тера. Што си мислиш ти за ебанција ли е во? Можеме ни да останеме. Што ќе трошим парите? Ти битна у џеб. Размислиме. Секој спијам кабинт. Ти одиш да заработиш, не одиш да трошиш пари. Зато не дека не е начин да го видиш свето, дефинитивно. Ама како што и сами викате, стално сте прицнати за време, треба да стигнеш на дестинација, треба ова, треба он. Ние што возиме на шетање по земјите, што си тераме лабаво, си наоѓаме нови патои, си влегваме по градој, вртиме наваму натаму по чикмаци, по сокаци, то не е бит. Откај знаеме ние немаме ојдено негде. Не од градот, од малото немаме излезен. Битно ти имат прошетано, ти немаш бе бате. Кој ти е крив сега? Така, кој те праша? Капење стрикно на границата. Сад ти улави треба до теб. Што ќе се заплакнеш малку? Тоа цените на ништо не личат, ама паричка мила. Што ќе давам паричките? Битна му џеб. За тоа работеме, бато. Видиш, тоа е еден дел што мене секогаш ме мачел по тие пусти патувања. А тоа е таа пуста хигиена. Се добро кога си со кола е многу поинаку, многу е полесно, нема збор тука. Кај сакаш ќе застаниш што сакаш ќе правиш, кој не си врзан со време или со обврски е многу поинаку. Јарно, ама кога ќе мораш да стигнеш негде со обавеза, особено во друга држава, особено работно, тоа е бога ми ужас. Како терате таму секоја чест. Ти мислиш во од меракли? Маката не тера, бато, маката. Што ќе ти кажу? Ти нит си видел мака, нит ќе видиш. Слушнал сам там. Наводно работил си од мало дете. Дрва, камења, нешто. Ништо не си работил, бато, ја да ти кажеш. Тоа што лафише голово. Ја не верувам. Све е тоа за пред камери. Иначе од дека ти таа пар. Гарант тато и мал искаш и работа. Иначе дека ти имаш работен. Дека ти таа фаца не е за работен. Па он ќе ми кажува на мене, законот бил ваков, наков бил. Кој закон? Јас со кило кевапи го врвам камионот. Ако со капе не можем да го правам, он за закон ми лафи. Абе не лафи, бе, оди работи нешто. Дека во си го видел. Снимал он за телевизија снимал. Дека бе тоа вистинска ли е, телевизија ли? Абе се ти таа работа, не ми кажувај. Не ми кажувај. Јас сам минал сам во живота, да има во камион уста да каже, запусти на работа. Овде иди тој дел што се збора стрикно о братството таму, кој се седни на пијачка, на пивце, на рачија. Не е битно ти дали си фамилиарен човек, дали имаш жена, деца дома, не е ништо битното. Битно мора да си има некоја приказна се раскаже. А макар и да е истата секој пат. Битното со гордост се кажува. Кога ќе зафанеш за Чекословачка. Наводно е сега башка земја, па и там женските многу пијат. За нас не си може. Водката нивна, чешка од полска за ништо не ја биду. Си земеш шиш раки, ќе застанеш ќе му речеш: "Ело морвам, оди вам, водка но, рачија." Кога ќе речеш рачија, бато, сите риби се берат, нема риба што не доваѓа. Исто ко со мамицу директа. Ќе одбереш, ќе ја нагодеш и опа, оди ваму кај бато. 100% погоду. И он ќе зем таа ракија. Кога ќе ја крене флашата, гтај. Флашата отиде. Она гта ракија, јас спремам ново флаш. Заврши со едната, даваш друга. Разбираш ми, се и што ти кажу. Не е лесна ваа работа, вато. Не че лафење сака работа. Многу лафење не е нарно. Ела лафи пред камионите. Не ти држи, а? Ела дека нас 200 души собрани. Да видиме кој е маш. Тоа е таа сила македонска. Ела си ти сам, ние ќе се собериме 200 души по стандард муавет, ами. Пошто така се покажува машкост, така шо е тоа еден на еден нешто муавет ќе правиме, ќе се расправаме. Така, абе 200 на еден море да се знае. Па тогаш излези ја те видам ако си маш. Уште поако ти ќе му речиш нема проблем. Ќе дојдам и тоа со камера. И тука завршва муавет. Некако како да не продолжува понатаму. Уствари продолжува, ама па со истиот муавет ќе го верглам исто. Не оде таа работа така. Не ми лафеш тука растојање. Кој растојање? Он товарен 40 тона, 50 тона, вози 20-30. Дека ја да држам растојање. Што зборуваш? Ако он вози 70, ја 50 метри на назад, паралелно со него возам 30. Да застанам ли? Таа е таа виша математика. Ме тереш тука да се озбуду. Разбираш ли ти таа математика? Ако возам храна, тој има рок на траење, ќе дотрае рокот, ќе дотрае дури да стигне. Што зборуваш? Да, пошто рокот на траење на производите е одличен изговор за да не се вози по пропи. Демек едноставно мора. Дека може да оклаш тоа дењето, а речем во ладњача. Јас разбирам дека тука нема да го клад. Дека се возачите криви за тоа по какви услови возат и работат. А пак на крајот на денот, исто како што важи за колите, дека ако вози 100 и ако вози 120, разликата во стигнувањето е една минута две не ти менва. Истото важи и за тука, ама добро, знам дека џабе вергло. Без 100 колите маленки, не сте од градо излеваат. Или ќе ми кажуј? А дека се брза? 160, 260 ми вози. Дека брза? Ако ограничение 80, камионот вози 6, ќе задоцнеш 2 минути. Дека се брза? Ако камионот пред мене вози 6, ја држам растојание, ќе задоцнам. Математиката в гроб да се преврне. Дека таа работа. Зато не сака лафење, сака разбирање. А ние разбраме од ти, кога те гледам, не пара ми си вака. Кој што ти знаеш да лафеш, ја од се емисии ќе правам. Ама доста за денеска турта ќе ми замине. Поздрав до гледачите на вистинската телевизија. И него многу лафете вај. Пеец ли е, свирец ли е, шо е? И он нека не лафе од ти. Шоферска е туга, преголема. А така, ја ојде, бидете поздравени. Васо! Чекаме вас!